пратеници, почитуван министер. Пред нас е предлог одлуката за одобрување на продолжување рокот за постоење кризна состојба на подрачјето на град Скопје заради недостиг на топлинска енергија, можноста за користење на алтернативно гориво и состојбите на пазарот со топлинската енергија. На почетокот да кажам за јавноста што представува кризна состојба, а тоа е состојба предизвикана од ризици и опасности кои можат да ги загрозат добрата, здравјето и животот на луѓето и безбедноста на државата, за чија превенција или справување е потребна употреба на поголем обем на ресурси и таа се се предвидува во Законот за управување со кризи. Овде јас ќе додадам дека треба да се измени овој закон и во него да се додаде дека покрај горе наведената дефиниција за кризна состојба, да се додаде во истиот дека кризна состојба за Република Македонија представува и секое доаѓање на СДСМ на власт во Република Македонија. Затоа што кога и да дојде на власт СДСМ, Македонија е во криза. Дали било тоа економска, енергетска или како ова сега што зборуваме топлинска криза, ние сме во постојана криза кога и да бил на власт СДСМ. Затоа и на Комисијата за одбрана и безбедност, каде се дискутираше за топлинската криза, кажав, а и сега ќе повторам тука од говорницава, дека СДСМ и ДУИ за Република Македонија представуваат елементарна непогода која ја уништува државата и ги влошува условите за живот на граѓаните на Република Македонија. Кризна состојба се прогласува тогаш кога ќе се исцрпат сите останати механизми за справување со кризата, која би представувала закана, како што кажавме, по добрата, здравјето и животите на луѓето, а исто така и по безбедноста на државата, а не се прогласува за полесно да може да крадете и да испумпувате пари од буџетот во приватни џепови врз основа на спогодби во 4 очи. Се доведовте во ваква состојба затоа што не послушавте додека алармиравме и ви предлагавме да се набави газ на време по поевтини цени и истиот тој газ да го складираме, за сега да не сме во оваа состојба на ден пред отпочнување на грејната сезона, доколку температурите паднат под 12 целзиусови степени или ако сакате на 15 дена од почетокот на грејната сезона, да немате никаков план и решение за проблемот со затоплувањето на Скопје и обезбедувањето на топлинска енергија за граѓаните на Скопје. Згора на тоа, пред 2 дена премиерот на пресконференција со новинарите дрско одговараше на поставените прашања и кажа дека Скопје ќе го затоплувал со грејење на топла вода, значи измисли и топла вода премиерот. Граѓаните се загрижени за дали ќе има или нема да има топлинска енергија, а премиерот неспособен да го реши проблемот, уште дрзок и арогантен во одговорите. Проблемот со обезбедување на топлинската енергија настана затоа што владата не набави на време газ за производство на топлинска енергија и исто така затоа што на време не реагираше да се избере нов оператор, затоа што БЕК уште во јуни ги изгуби лиценците за производство и дистрибуција на топлинска енергија, а владата тек сега пред извесен период изврши избор на нов оператор, односно формира 3 нови предпријатија под капата на Електростопанство на Македонија, со надеж дека БЕК бил должен да врши испорака на енергијата се до изборот на нов оператор. Председател, јас ќе ве замолам тука да ми се стопира времето, да го повикате министерот да влезе во салата, да не удостои барем како пратеници за она што имаме да го кажеме, затоа што ова што го зборуваме е во интерес на граѓаните, ова ги засега на граѓаните, гледаме колку министрите во оваа влада се загрижени за тоа како граѓаните ќе ја презимат оваа зима. Ве молам да го повикате министерот.
А до тогаш да ми го стопирате времето. Како што кажав, владата се надеваше дека БЕК е должен да врши испорака на топлинска енергија се до изборот на нов оператор, но на ова новото предпријатието излегува со соопштение со кое ги демантира овие невистини од владата и од регулаторната комисија и кажаа дека согласно член 51 од Законот за енергетика БЕК производство имал законска обврска да продолжи да извршува дејноста до истекот на рокот од 90 дена до избор на новиот вршител на дејноста. Понатака укажуваат дека во тој период од 90 дена БЕК производство продолжи да врши дејноста и ги завршиле сите неопходни ремонтни активности во топланите се со цел новиот вршител на дејноста или новиот носител на лиценцата да може непречено да ја започне грејната сезона. Исто така посочуваат дека немаат правна основа и финансиски се неспособни и не можат да обезбедат топлинска енергија понатака. Сега тука се поставува едно многу логично прашање, кое што гледам дека не сте го земале во предвид, а тоа е што ќе се случи доколку пред 15 октомври, кога започнува грејната сезона, температурата падне под 12 целзиусови степени во 3 последователни денови, што е предуслов за предвремено отпочнување на грејната сезона. Во ваков случај, кој ќе го затоплува Скопје? Кога се ствара еден вакуум простор во кој што БЕК кажува дека нема повеќе одговорност да го затоплува, а новите предпријатија се уште се нефункционални. Кој ќе ги затоплува граѓаните на Скопје? Тие се оставени, значи, сами на себе, да се справуваат сами, како што знаат и умеат, а се знае како најлесно ќе стигнат до брза топлинска енергија, а тоа е преку приклучување на енергетскиот систем на Република Македонија, што ќе го оптовари дополнително и со тоа ќе го зголеми ризикот од можноста за нови хаварии во електроенергетскиот систем, кои што не ни се потребни во овој случај, и така ги имавме многу хаварии кои што се уште чекаме да се ремонтираат. Но што да речам кога најголема хаварија за Република Македонија е на способноста на оваа влада и немањето стратегија како да се справите со една ваква криза. А од друга страна не сакате ниту да послушате совети од опозицијата, како побезболно да ги поминеме овие кризни и енергетската и топлинската криза. Полесно за вас е да питачите по соседните држави, но и тоа питачење повеќе не ви поминува, па така пред извесен период се вративте со празни раци од преговорите со Бугарија за обезбедување на електрична енергија, а сега слушавме дека дека на соседна Србија ќе и понудите тие да ни отстапат од нивните резерви на газ, што на време си ги складираа, во замена ние да им обезбедиме електрична енергија. Да не беше ова трагично, почитуван министр, ќе беше смешно. Ние, односно вие, немате обезбедена електрична енергија за потребите на граѓаните на Република Македонија и зимата е неизвестна, а од друга страна ќе сме отстапеле дел од таа електрична енергија на Србија во замена за газ. Ова е крајно неодговорно и за ова граѓаните секако дека ќе судат понатака. Благодарам. Здравко Трајанов, кафја. Има збор Здравко Тројанов.
Благодарам, почитувам председател на Собранието на Република Македонија, почитувани